Членовите на СДСМ ги искористија природните непогоди и големите количини на надојдени води од реката Вардар за да ја обвинат локалната самоуправа и директно мене како градоначалник дека не се превземени никакви чекори. Ова е ставот на градоначалникот Чадиев по вчерашните обвинувања на опозицијата дека надлежните не се ангажираа за да спречат да бидат поплавени имотите, посебно на жителите од Шорка и Речани. Според него, обвинувањата не само што се дрзок обид за политички бенефит, туку и навреда кон целиот кризен штаб и граѓаните кои се справуваа со надојдената вода. СДСМ наместо да изразат поддршка за целокупната акција за која за среќа немаше ниту една човечка жртва или последица по животот на нашите сограѓани, тие уште еднаш го покажаа своето лице. А при тоа ниту со еден гест не помогнаа во санирање на последиците од поплавите, ниту учествуваа, нити дигнаа телефон да прашаат каква е состојбата во градот Велес. Ниту до кризниот штаб, ниту кон мене како градоначалник на општина Велес. Тоа е можеби најважната работа кога станува збор за функционирањето на СДСМ. Кризниот штаб, вклучувајќи ги представниците на МВР, армијата, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, јавните предпријатија, градежните компании и членовите на кајакарските клубови, тврди Чадиев, започнаа со превентивни активности уште при најавата за поплавен бран. На повеќе пунктови до оштечението на Вардар пак според него веднаш биле поставени вреќи со песок, а се направени и насипи за заштита од можното изливање на реката на сите критични места. Кога опасноста од поплавување беше најголема, според Чадиев, стручните екипи и кризниот штаб постојано биле присутни на терен во населбата Речани и Шорка, справувајќи се со надојдените води. Постојано беа присутни на терен и во населбата Речани и во Шорка, меѓутоа истовремено беа присутни и во досточинието и на другите две реки. За таа цел се активираше и целокупната механизација, која беше на располагање. Беа ставени во функција и пумпите за одводнување и онаму каде што имаше потреба беа евакуирани и неколкумина жители кои што не сакаа да ги напуштат своите домови. На тие им се доставуваше и редовно и вода за пиење и она што имаше потреба, и самите дел од вас, од колегите, беа можеа тоа да го посведочат. Чадиев денеска ги повика граѓаните час поскоро да достават и барања за проценка на штети. Според него, комисијата надлежна за оваа проблематика веќе е на терен и ги сублимира првичните процени.